Оваа недела продолжуваме со потрагата по млади кулинарски таленти. Овој пат продолжуваме во Велес. Град со вкус, срце и историја. Градот на Кочо Рацин, град полн со душа. И секако, град познат по својата неповторлива велешка пастрмајлија. Па, кој ли ќе биде нашиот денешен кулинарски херој? Одиме да видиме. Да почнем? Може. Петар како личност е многу искрен, дружелюбив и упорен во тоа што го прави. Петар најмногу се издвојува со упорност и трпение. Многу ми е срам. Јас сум Петар Георгиев, имам 18 години. Петар како личност е многу трпелив, искрен и многу добар во тоа што го работи. Мојата желба за готвење почна уште на мали нозе и со тоа го наградив моето знаење и се запишав во средно учителско училиште. Највкусното јадење е десерт панакота. Гледаме камерата. Секогаш е добар во готвењето. И моментално студирам во насока хотелско-ресторански менеджмент и со тоа што сакам да напредам, да го напредувам моето знаење. Зошто вака? Мојата љубов кон готвењето се роди со тоа што како мајка гледав мајка ми како готви и секогаш бев љубовитен. Да почнам, кога сакам така? Најтипично јадење од мојот град или регион Велес е пастрамелија. Харизматичен, искрен, дружелюбив. Сакам да се предизвикам, да учам од недобрите и да докажам да во Македонија има многу млади готвачи. Секако дека има шанса, бидејќи има талент и креативност и има огромна желба да победи. Па моја најомилена комбинација ми е чипс и чоколада. Петар кога готви е целосно посветен на тоа што го работи, сака ред, организација и секогаш експериментира со нови вкусови. Највкусно јадење макарони со бешамел сос. Ние бевме многу горди и знаеме дека може да постигне тоа што го сака. Најчудното јадење што некој сум го пробал се поховани батоци од жаба. Од останатите кандидати се издвојам со тоа што сакам да ризикувам и сакам да правам нови вкусови и се чувствувам спремен да го покажам тоа. Секако дека има шанса да победи, затоа што е многу добар и се спрема одамна за вакви победи. Па омилен готвач ми е шеф Марк, затоа што како мал го гледав на телевизија и тоа ми беше инспирација. Еве, имаме слушано само пофалби за Петар. Ама, дали пофалбите се вистински? Ке видиме сега. Сега е најубавиот дел за мене, ама најтешкиот дел за него. И не само тоа, само е почетокот од можи е неубава приказна. Петар ке треба да се докажи сега со јадењето, а понатаму ке видиме. Петар, ајде да пробам твојот сињето плейт. Повелете шеф Марк. Благодарам. Што ми направи? Убаво денес. Мора да ми објасниш малку све што има. Имам слушано тие салата со смокви, се гледа оти се смокви, ама кој ти беше идејата, зошто ми го направи тоа? Кажи ми и све што има внатре. Денеска беше инспирација смоквата. Зошто? Па доста има во летниот период и сакав да ја искористам. Да. Така, браво. Ми се допаѓа. Што има точно во ова салата? Кажи ми, објасни. Во оваа салата има рукола, има маслиново и зачини. Добро. И исто така има лимонов сок. Лимонов сок, добро. Има ораси. Чисто рукола, нема друга салата мешано? Само рукола. Само рукола. Да. Добро. Имаме... Знаеш, ти руколата е малку јака. Да. Добро. Го направи тоа намерно да биде така, само рукола за да биде појако на вкус? Да, со смоквите? Ќе доминираат други вкусови и да се комбинира. Супер. Гледам да имаш како сирење, не знам кашкава, сирење е ова. Да, пробав. Како биено сирење или не? Тоа е кравјо сирење Кравјо сирење и спржено. Да, гледам тие пропржано и све тоа. Супер. Има нешто така тоа здробено? Тоа се печени ораси. Ораси, печени и ставени на крај. Убава комбинација. Лимонов сок, маслиново масло, мед. Исто така има. Да, тоа све внатре. Смоквите се карамелизирани со црвено вино, мед и има балсамико крем. И балзамико. Браво. Мешаш убави вкусови. Тоа се сезонски вкусови, што многу ми се допаѓа. Навистина сега сме крај на
септември, почеток на октомври, Да. полека смоквите нема да има, ќе можеме да го правиме. Дали можеме да го правиме тоа со други намирници, со друго овошје? Па може да се скомбинира и со друго. Исто Со кој овошје? Да ми кажеш. Може со кој? Осем смокви, со кој можеме да го направиме тоа? Па јас би пробал и со круша и со други некогаш, може и праска. Праска, Да одлично. карамелизирано. Сливи, Може Зашто да и не? сливи. супер. Ми се допаѓа. Пршута, све тоа. Знаеш што толку убаво објаснување, па сега мора да се проба. А пак ќе видиме. Знаеш, Интересно. Сирењето има друг вкус. Он ти е пропржан. Се Да. осеќа. Оревите, што се дробени, се осеќат. Пршутата, не знам дали пршутата или дресингот што го направи, е малку посолено. Го осеќам многу соленото и киселината од сокот. Да, јас сум малку осетлив на све што е кисело, затоа е нешто што го осеќам брзо. Интересна комбинација, ми се допаѓа. Смоквите се убави, се мали смокви, Да, мали се. нормално се употребат долими. Овие се природни, ги седе овде во околината или Да, ги купи? природни се. Тоа ми беше. И мирот е 100% природен. И Се осеќа. Браво. Ми се допаѓа идејата, е оригинал. Не знам дали во Македонија има навика да се приготват вакви салати. Мислам од и времињата се менјават. Да. Луѓето почнуваат да се навикнуваат да јадат благо солено, благо кисело и такви вкусови. Тоа е повеќе мојата специјалитет. Ти како сакаш, Да. како кажа, оти ме следеше и такви ствари. Многу сакам да го мешам тоа во кујната. Тоа давам уживанција во устата. Кога јадиш, треба да уживаш. Секогаш го кажам, ако не уживаш во јадењето џабе, или јадиш за да живееш, или живееш за да јадиш. Јас повеќе живеам за да јадам. Па тоа е, па не бе, тоа е уживанцата да во убавината што еден готвач може да го нуди. Готвачот не е само човек, не е само обичен човек. Готвач е продавач на уживанција, на сонови, на такви ствари. Кога одиш во ресторан, треба да одиш таму и да уживаш во јадењето што го имаш. Треба готвачот, неговата задача, да става целата љубов што ја има, да го стави во тањирот. Да се осеќа, оти кога го направи тањирот, го направи со љубов. Се осеќа љубовта овде. Се осеќа на вистина и се осеќа од ти гледаш да направиш нешто со природата, со убавите намирници. Супер. Пак ќе кажам, си го направи тоа на твојот терен. Овде дома. Да. Ти беше полесно. Имаше мама како инспирација. Имаше може од работата и сето. Што работиш сега? Сега за сега каде работиш? Моментално работам како пекач и декоратер на палчинки. Добро. Комплетно различно, да кажем, Да. од готве. Ама убаво тоа плюс сладкарното дел, да кажам, е комплементарно за во кујната. Сега добар готвач не е добар сладкар. А добар сладкар не е добар готвач. Може да се комбинира двете, ама ќе треба еден ден да видиш кој ќе ти биде по-добро и по-лесно да правиш. Или да Да. готвиш, или да бидеш сладкар. Оти на вистина сладкото во готвењето е малку по едноставно. Ете така, сладкар прави комбинации вау. А готвач кога ќе готви сладко, ќе го прави поедноставно. Да. Ама пак ќе кажам, може и ќе те бива за другото, ама ова за мене е окей. Може со ова, уште едно залег. Да продолжиме приказната. Мислам тие добродојден во мојата кујна. Мило. Те чекам во мојата кујна. Ќе биде малку потешко. Ќе имаш една кутија, намирници, 20 минути да те докажеш. Да се докажеш. Задоволство. Спремен си? Спремен. Ајде, го чекаме во мојата кујна. Фала ти, Сега, Петар.
Здраво гледачи, каде сме? Авантурите на Марк, сезона 4. Потрага на млади таленти. Млади таленти го видовме. И ќе видиме уште многу од нив. 40 емисии имаме, ќе имаме 36 учесници што ќе ни дојдат, од нив ќе имаме еден победник. Тој победник ќе победи едно место, работно место во убаво ресторан во Сарајево. Това е главната победа, како да кажам, награда. Ке имате и други награди, текот на времето ќе ги објавуваме и све. Денес имаме еден посебен учесник. Да, секогаш ми е проблем со тој збор, еден добар учесник. Бев некај него, се вика Петар. Ни направи убава салата со смокви, така со ореви, со сирење, пропржени све. Беше на негов терен. Не знам колку време му требаше за да го направи тоа, ама, оке, беше убаво, беше интересно и тоа му беше прилика да му даваме шанса да ни дојди во емисијата и да си ги покажи вештините. Денеска ќе му биде малку потешко. Да, имаме кутија, имаме намирници внатре. Кои се товие намирници? Ќе видиме заедно со него. Да го викнеме? Мислам ти е време. Ајде. Дојди ни овде, Петар. Здраво. Здраво. Добар ден, Петар. Имаш Зеко? Шеф Зеко со нас. Ќе ми биди асистент за тебе, за да те оценуваме, за да даваме убава оценка или лоша оценка, зависи само тоа од тебе. Повели? Знаеш што треба да пречи тоа? Овај кутија има намирници внатре. Ти објаснивме претходно малку каде све се наоѓа и све. Ајде, отвори ја кутијата. Изненадувањето. Стави си ја тука. Така. Вуаля. Да. Што готвеше ти? Кај тебе? Салата. Ајде, отвори. Земи. Ајде. Ставај на страна. Стави го малку тука и ставај ги тука на мирниците. Да. Што имаме тука? Зелка. Зелка. Добро. Ова ни е Млад кромит. Добро. мисиркин котлет. Мисиркино котлет. Да. Путер. И целер. Добро. Ке ти ја земам кутијата. Зеко слободно можеш да ми ја ставиш на масата таму. Имаш минута-два да размислиш што ќе ми готвиш со тоа. Во ред. Не се смеј. Сериозно е. Од јас ќе го земам, извини, тајмерот. Ама па и не мора толку сериозно сега, нели? Ќе го спремам и ќе имаш 20 минути за да готвиш. Размисли. Повели. Зелка, целер, млад кромит, мисиркин котлет и путер. Овие се основните намирници што ги имаш на располагање. Можеш слободно да додаваш што сакаш, што имаш околу тебе, што имаш овде и во фрижидерот уште, се го имаш тоа на располагање. Ама главните намирници се тој. Океј? Во ред. Ајде. Размисли. Кој ќе бидеш премен, ќе ми кажеш и ќе можеме полека да почнеме. Што ти доаѓа така прва идеја? Како ќе го мислиш, како ќе го измислиш таа рецепта за 20 минути? Па прво го спремам месото, па после Добро. другото. И после другото. Океј. Ја имаш идејата? Спремен си или да чекаме уште малку? Па Искрено? па спремен сум. Спремен си? Да. Кажа, оти е спремен. Јас чута, стискам, има уште 10 секунди, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Повели, почни. Овде се табите, чекај, има нешто основно, што заборев на вистина. Гледаш, и ја не сум совршен. Мора, го запрев, како да кажам, кроното, тајмерот, мора, за да се готви, да се има преслика. Извините ме, ама тоа се правилата. Исто друго, ти прашам, дали сакаш да употребиш ракавици? Или слободно, кај мене не мора, сме телевизиски шоу, не работиме за јавноста, за луѓе, тоа е за нас само. Не мора. Ако може да не го растам. Повели, ајде. Продолжуваме. Повели. Да го оставиме полека да влези во температура, да се стопли, да се стопли, да се загре, да загре кујната, да загре тавата. Ти знаеш ова посебна тава, сегаш кажувам, ова е малку потешка, ја знаеш овие тави се треба да бидат многу позагреани. Вала. Победи, оди времето поминува. Не сакам да ти ставам притисок, ама гледај. Тајмерот станува 19 минути. Океј? Да. Добро. Ако нешто не разбираш, слободно прашувај. Тука сме за тоа. Идејата ти е како да го сечеш. Добро, браво. Што ќе правиш? Како ескалоп, што ќе правиш? Па така како котлети само. Котлети, добро. Повели, продолжи. Ако ти зборам јас, продолжи. Времето поминува. Времето не ти е пријател денес. Никако. Времето е пријател на никој. Времето поминува. Деновите поминуваат, годините поминуваат, све оди премногу брзо. Зеко? Кога беше времето кога ние бевме млади како нив? 18 години, Петар. Да размисли. Има пред него учи. Има, да. Ама ние што пешме на неговите години? Арбајт, така точно. Това ни беше нашата задача. Па да. Јако мислам, имав 17 години, си имав стан, си имав се, живеев сам. Мораше арбајт. Тоа. Океј. Зеленчукот, како ќе го готвиш? Па планирам како горнира да направам. Добро. Океј. Да не заборавиш, ти треба да правиш 2 тањири? Да, 2. Една рецепта. Океј. Имаш розмарин, имаш оригано, имаш и лаванда, ако сакаш, ако имаш малку идеја, нешто малку посебно. Ја познаваш лавандата? Па да, ја познавам. Добро. Земи го целото грамче, не се сигурен. Ми се допаја. Многу сакам јас да работам со свежи тревки, му дават посебен шмек и све на готвењето. Оп, не, чекај, само ова е посебно. Се отвара? Да. Вала. И промелеш. Ета, добро. Само да ти ставам малку притисок, 17 минути, помалку. Океј? Океј. Јас тавата треба да биде многу загреана, за да не се лепи. Супер, има еден дел што не се лепи, другиот малку се... Ама убаво е. Сокот што го има од тавата, можеш да го употребиш за да правиш Убав сос. Браво. Он си знае. Ми се допаѓа. Имаш среќа, од мисистиното месо, како пилешкото месо, се ти брзо. Да, побрзи се заготвени. Да. Имаш и зејтин на располагање. Ако сакаш знаеш од зејтинот, Да. може да употребаш по високи температури да не грее, да не изгори. Путерот има проблем со побрзо гори. Ова е лукш, ако сакаш. Многу добра комбинација. Лук, тоа може, слободно. Само пази да ти брзо пече. Вала. Сол, Сол,
пред тебе имаш различни соли, видови. Многу ситно покрупен и многу крупен. Може покрупен. Убаво мириса. Розмаринот е нешто, розмарин со лук, комбинација, да, и лук ќе да. Многу сум секогаш изненаден од овој лук. Од овој лук е сух, ама како убав мирише. Да, да. Како не земате со лук, да, никако. А не останува така во улицата. Можеш сам да го јадиш. Не мора двајца. Океј? 15 минути? Дали не ти време? Може слободно да употребиш и ревната. Месото да го ставиш во ревната, да продолжи да се печи. Да немаш проблем. Ревната ќе е запалена, да, на 180 степени. Това е само малку еден предлог, да кажеме. Сега за сега, понашто го гледам, па му оди доста добро. Има солиден тајминг, па да видиме. Ми се допаѓа што работи смирено и педантно. Па тоа е исто така од големо значење во оценувањето. Сега ќе ставам во ревно. Добро. Паметно. Сечам, там кора, ставам во ревна. Зошто? Оти го прави во тава една кора околу месото или рибата и држи сочно внатре и после продолжи печењето. Потем, со сокот кој е во месото или во рибата и сета, он се печи и се вари. Да, исто во сочно, точно така. Сега ќе спремам гарнир. Епа, повели, оти гледај. 14 минути. Да. Зелка, телек, млад кромиц. Ти си знаеш, ама како ќе го употребиш? Повели. Имаш време, ама и немаш. Очекувам исто еден сос да има со тоа. Да, нормално ги има сос. Јас кога готвам, морам во секое јадење да има и сос. Тоа е основата, да кажам, во готвењето. Француската кујна е, па не мора да правиш француска кујна, тоа не мара во тебе. нормално. Ама мислам оти сме во еден век сега, во една периода, оти почва да биде за сите јадења да има минимум малку сос. Пази на прстите. Да, пазам. Без месо, без ногти, супер. Нека ни правиш салата? Или ќе го пржиш? Ќе го пропржам. Браво, ми се допаѓа. Океј. Малко кромиче. Добро. И чистено им на кромица. Да. Океј. Браво. Да, лека полека си работиш. Па ќе кажам, времето не ти е пријател денес. Па беше дома. Си правиш на рад? Да, си имам време доваш. Да. Пази со... Да, оти тоа е многу јако. Океј. Добро. Не потребаш само дршките, не го потребаш стеблот, па да коренот. Па и На твој корон ги го искористам. Добро. Како сакаш, не мора. Јас го имаш на располагање, тоа ти е. Пази, прстот, пази, прстот. Добре, за малку. Ти мисли посебно за декорација ќе искористам? Добро. Најде. Пази, да, тавата ти... Шури. А овде имаме уште 11 минути и 30 секунди. Најде. Пази да не ти загоре. Да. Многу е јако. Ќе намалиме. Естественото си е во печка на 180. Да, во Он ред. си е на раз, да кажеме.
Он се смее. А ти помалку се смееш, ти гледаш ти времето Оти времето ми тече, да. Отвори го прво. Отвори го капакот. Да. Полека. Не капакот само. Така. Дошли? Руката ста. Така. Тоа е мелница, оце. Да, знам дека. Да, така. Окей. За сосот? Имаш измислено нешто? Еден сос? Што ќе ми направиш со сос? Тоа во истата тава од што се пржеше месото. Добро. Ќе пробам да искомбинирам неколку вкусови. Окей. Да дорадам. Ми кажуваше ти пилешко тоа беше твојата специјалитет, а специјалитет тоа е еден од состојките што многу ги имаш подготвено Да. до сега. Добро. А ми само ти ја олеснуваме малку работата со месихино месо. А? Да, побрзо да се премањи се тоа. Добро. Верувају ти не е намерно, тоа се Да. намирници што ги има на располагање и тебе ти дојде таа кутија. Абе ти се погоди како седмица на лото. Што ти се допаѓа во готвењето? Навистина имав едно прашање по тебе и све тоа, ама што ти се допаѓа толку да готвиш? Знаеш што ти порано се кажуваше, мажи што готват, тоа се жените што треба да готват и све. Зошто ти како маж одлучи да готвиш? Кажи. Па уште како мало ме интересираше кујната. И секој сакав да спремам некој јадење, например за себе да се спремам нешто и за другите. Што мајка ти не ти го тешува, што сакаш и ти да се готвиш нешто способно? Не, сакав да комбинирам вкусови. Аха. На мој начин да се направам нешто. Добро. Ти малку поинвентивен да Да. Добро, окей. Да? Да само да држам тајмерот. Да. Пази, кога ќе земиш табата од Тежешко. Да. Имаш крпа тука на располагање, имаш овде крпа и имаш овде од кристали со рачки, ако сакаш да ги употребиш слободно, малку потешко ќе ти бидат да ги земиш. Пропржена зрка ми се допаѓа. Тоа е нешто што е убаво на вкус. Може да се комбинира со многу различни видови на месо, на риба и све. Имаме среќа, фармер Вој ни даде убави намирници денес. Андреја преубаво месо. Тоа е нивно специјалитет, месарница. Они се еден до друг. Најсмешно. Фармер Вој, Андреја, еден до друг. Се познаваат, си работат заедно. Се знае, одиш да земиш месо, си земиш и земиш што се во... Да. Одлично. Како е месото? Мислам дека Мислиш ти окей? Да. Добро. Ако е окей за тебе, пази рачната. Да, заборави. Да не биде после джиш. Да, и месото изгледа убаво. Браво. Да земам чини. Добро, чините се. Само 7 минути, имаш уште време, а? Не се брзи толку, а? Маш големи ако сакаш, да? Само едно собет, пред да ги земиш чините, измиси го, изчисти го работното месо, за да не си бидат танирите извалкани пред да ги ставаш. Стави ги позади тебе, така, и избриши си го работното место. Тука? Знаеш што ти во кујна, игиената е... Ова стај го позади. Стај Може да во лабаво. Све што е за чистење, за перење, све ставаш во лабаво. Окей? Ова ќе скористиме. Ова слободно може да стаеш во лабавото. Добра. Ова позади. Окей. Чиста маса. Да. Окей. Одлично. 6 минути имаш уште. Сега ќе сервираме месото. Месото ми само ти е окей. Стави. Рачката. Добро. Ако ти треба уште путер или крем или нешто така, имаш Треба во крем, фризер. Имаш крем паблака на располагање.
Овде горе. Ова може. Овде можеш да земеш, имаш мали од павлака ако сакаш. Ако ти треба мала количина. Што овој ќе земе за Имаш, порација? да, имаш и николци. Супер. Само тавата извади, а да не ти изгори. Ако ти мислам ти јако. Да. Една страна. Така. Представлja, ти крај е. Сега имаме сос, крем, со павлака и розмарин. И малку лупче. И малку лупче. Да. Окей. 5 минути. Да, долго време останува топла рачката. Да. Се уште не е извадено. Одлично. Не му додаваш нешто зачин плюс нешто? Ќе му додадам сега, да. Да. Да го измешам само. Што се кажа му додаваш? Па би сакал малку Имаш овде имаш ѓумбир, имаш жафран, имаш куркума, имаш босилек, имаш кари, имаш лукче уште на располагање, имаш бибер, имаш уште свежи третви овде. Што сакаш? Имаш босилек? ќе додадам малку Слободно. босилек. Босилек сакаш да му дадеш? Да. Поведи. Извади неколку листови, да. Полека. Не се треси. Имаш уште време. Уште 4 минути имаш. На рад. Сосот ми е спремен. Сосот е спремен, стај на страна, за да не продолжи да се вари. Да, одлично. Одиме на сервирање сега. Да. Ба спремен си? Браво. За Три 20 минути се покажува дека може да се прави едно готвено јадење. За џајца. До 20 сега. Па да, со неколку намирници, што се даде од почетокот, ајде ти е многу лесно, едноставно, што едно готвач од 18 години може да ви покаже. Браво. Малку испржено така со боја. Да, исто излачен има. Нека ти беше полесно со една нажица. А? Па полесно ќе беше, ама гледам да го успеам побрзо. Това се кажа, и се кажува, извините ме, имам многу треба. Ајде, имаш уште 2 минути и 40 секунди. Браво. Сакам за масата да биде чиста, да све да биде чисто, пред да ги презентираш танирите. Знаеш што ти дали е дома, дали е во кујна, дали е секаде, работното место треба да биде чист на крај. Това е нешто што многу го почитувам и што многу го почитуваме во кујна е хигиената. Да. Све што е нетребно да се пере, се става на страна, се става позади, чиста маса, се покажува тањирите, завршено. Океј? Да, окей. Фала ти. Ми се допаѓа, знаеш? Едноставно, ама си има месо, убаво печено, си има еден гарнир, зеленчук, си има еден убав сос. Што сакаш повеќе? Сега, најважното дали е вкусно. Што мислиш? Мислам дека ќе биде вкусно. Да? Не фали така нешто? Фали, ама Ќе му кажеме после. Се прави декорација, топчиња и све, не? Браво. Океј, све позади. Све што е за перење, ставаш позади. Уште 1 минута и 20 секунди. Овој забравив да ги спржиме. Писмо ќе имаме сега време. више мислам ти немаш време да ги испржиш, знаеш. така да зачистиш. Да зачистиш тоа работно место, све да сведиш. Гарнир. Микробелки, да. Имаш различни врсти на микрогринс. Одбери го добриот, ти секој си е посебен Да, има шмек. секаков вкус. Ете така, да. Секој си има посебен шмек и сите не одговараат во тој гарнир. Ти одлучи да ја ставиш црвена зелка. Да. Николци од црвена зелка.
Па да, зелена зелка, црвена зелка, најпаметно. Браво, ми се допаја. Ишти си го местото, имаш уште 30 секунди, при крај сме. Дали ќе заврши? 29, 28, 27. Окей. Ајде. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завршено. Стоп. Одлично. Па мислам ти, како јас кажувам секогаш, mission completed. Заврши. Успешно. А? Дали е успешно? Ќе Окей. видиме. Ќе видиме. Едно прашање сега. Твоето јадење што го направи денес, како ќе го викаш? Какво име ќе му дадеш? Оди мора да го батизи, да го крштиш. Да. Така се вика, да. Ете. Кажи му, како ќе се вика овој јадење? Па би се викал декориран медаљон. Декориран медаљон. Да. Добро, имаме декориран медаљон денеска како рецепт со мисиркино месо, малку пропржен во тава. Продолжи. Со Со путер и се ставивме рузмарин. Има од зачини ставивме лук добро. и бибер. Окей. И потоа го ставивме да се пропржи од двете страни и го ставив во рерна да се подпече. Да се подпече. Гарнир од Во тоа време, додека се печеше месото, го правив гарнирот, пропржив зелка, мало кромиче и целер. и целер. Мислиш од ти убаво тоа? Па да, Ти прашувам, искрено, дали мислиш од ти ова е убаво? па мислам дека го Сигурен си? да. Одиме за пробање. Па, сега е време за проба. Се гледаме понатамо. Епа, помина готвењето. Не беше лесно. Јас малку додавав тензија, епа 13, 12, 5 минути, ама се снајде. Се снајде Петар. Пливаше малку, ама се снајде. Па сега, од готвењето На дегустација? на дегустација сега, епа да, Петар, те молам, донеси ни го твојот тањер, твоето готвење. Повелете. Фала ти. Како го викаш уште тој тањер? Декориран медаљон. Декориран Медаљон. медаљон. Декориран медаљон. Вау. Како е декориран медаљонот? А? Може да биде и подобро. А може сигурно да биде подобро, може да биде полошо. И полошо, да. Да. Ама имаме нешто, една работа измислена и све тоа. Си даде својата љубов, својата трема. Трема има. Исто. Можеме да кажеме оти 90% имаше трема, 100% љубов, тоа сигурен сум, ма 90% трема. Зошто ти беше така толку малку повеќе тешко така трема? Дојди поблиску од мене, нема да те јадиме, не се кере. Па не бе запознат со намрниците, Ама тоа беше тоа беше предизвик, да. Нормално. Тоа беше предизвикот. Па кажам, дома ти беше лесно, ти беше на твојот терен, со твоите намирници, со твоите идеи. Овде беше предизвикот да дојдиш, да ми готвиш за 20 минути, нешто друго, со други намирници, што немаш појма што ќе имаш. Да. Ама, пак ќе кажам, секоја чест се снајде. За кратко време ни направи еден јадење. Добра чи не? Да, да. Ба да пробаме. Да. Што мислиш? Не, повери ти, заедно. Знаеш, се кажува кога пиеш во истата чаша, ги знаеш мислите од другиот. Што ќе знам сега од тебе? Ќе јадиме во истата, во истиот тањер. Што ќе има сега? Лошо мисли или добро мисли?
Да не бидам ја сега изненаден. Одлично. Месото е окей, а? Убаво е. Убаво е печен. Сосот е кремоста. Фали малку сол, малку да, начини фала. малку сол, малку бибер, нешто да го дигне вкусот и се. Ама лесно е убаво. Можеме да кажеме сладко медалион. Оти е многу, да, многу сладко, така многу, да, многу едноставно, ме е убаво. Зелката пропржена. Трпи малку сладко. Да. Убаво е. Ама пак фали. Да. Да. Ама убаво е. Вау. Да. Комбинацијата од младиот кромик, од зелката и од држките од селе, Сега. добро е. Изненадување. Немам уште до сега праено таква мешавина. Имаш ли праено таква мешавина? Ја искрено не. Браво. Тоа е предизвик. Пак ќе кажам сос, мене во секој јадење ми треба сос. Сосот е нешто најважно. Нешто може да сервираш стек. Знам кај нив, во Сарајева, е месо, е стекаос. Е тоа, е месо. Ма месото е полн со вкус. Таму кај нив не треба ништо, не треба додаток. Месото е основата, месото е вкусот и гарнирот е како гарнир, да. Јадиш месо, ма вистинско месо. Овде барав од тебе со парчето месо, што е мисикино месо, да му додадеш малку повеќе вкус. Што го направи, ама малку фали. Фалеш нешто. Искрено кажано фали. Гарнирот исто, убаво, навистина што имаше на располагање, може да го направиш малку по-вкусно, ама се снајде, направи нешто. Да оцениме? Може. Може? Да. Може да се вратиш на местото каде беше, ние ќе те оцениме. Окей? Одиме со вкусот? Со вкусот. Да. Оцени тебе, не гледај што мене, што јас се коша, а? Да? А? Не. Колку е оценката? Ајде. Вкусот, тројка. Да бидиме искрени, фали вкус. Фали 2, не посто, 20% вкус. Тројка. Тројка, 2 пати тројка за вкусот. Презентација. Што мисли за презентацијата? Презентацијата се трудеше, сакаше да направи нешто и све, ама, за мене можеше Многу подобро да биде. да биде презентирано. Основно, чисто да се ставише подлогата, месото над тоа, да се сервира, да се траншира малку мисирката и ќе беше комплетно различно. За жал, не ти текне и за презентација исто даваме тројка. И ти? Ма ме тоа како мене он секогаш. Па да. Океј? За што се снајде, навистина, имагинација, подготовката и све, фалеше малку игиена, такви ствари и све, не беше на топ. Малку тремата му направи. Малку, тремата ти доаѓа на секој збор. Навистина, мора да се 18 години има, да не бидиме многу тешки. Ја мислам... Прво, ја да не видат, Ајде. Ја со тебе гледам. Па сега... Колку оценивме? Ајде, врти. Па се исти, на иста брана сме, така се кажува? Така. Па мислам оти 4 за имагинација, за тоа заслужува. Сега, гледачи, зависи уште од вас. Вие сте последната оценка што можете да дадете на Петар. Имате од 1 до 10 за да го оцените. Имате цела недела за тоа да гласате на авантурите на Марк на Инстаграм. Оставете еден коментар или нешто така за него, убав коментар или лош, ако не ви се допаѓаше, да кажете искрено како ви се личеш, како ви личеше тањирот и да оставите една оценка за Петар. Петар може да се врати со нас? Па да. Петар,
се надевам оти оценките не те Не навредија е во нешто ред, така, да. ама Нормално. мислам оти се искрени. Тоа е тоа. Имаше 2 пати 3 за вкусот, 2 пати 3 за презентација, а за имагинацијата што имаше 2 пати 4. Што е да кажеме мојен? Средина, да. Сега зависи од гледачите, што ќе оценат за тебе, за нас. Али има пред тебе... Има надеж, навистина имаш иднина пред тебе, 18 години имаш, може да учиш уште, си дел од нашата емисија. Мислам, оти ако си дел од нашата емисија, иднината е тука за тебе, оти само имаме 36 учесници, што ти си еден од тој е 36 од цела Македонија. Да, и тоа е успех за мене што сум Тоа е дел. прв успех што може да го имаш, што си еден од 36-те млади потенцијални шефови, да кажеме, во Македонија. Ти благодарам многу, Петар. Само напред. Зависи сега од гледачите, а ние се гледаме наредната недела. Ајде, дај ми го, да вистина, ајде, чека. Заборавиме. Да, президент, давај еден убав поклон на младиот. Да знае да готви, да научи да готви убави рецепти. Имаме крем сирење, имаме лабне, имаме салаки сирење, имаме кашкавал и крем павлака една моја милена. Многу е добро да готви со тоа. И се Да, добро, добро, супер е. со президент ќе ми направиш убави рецепти, ќе ги изненадиш твојата сестра и твојата мајка. А ние се гледаме наредната недела. Фала ви многу. Јас сум Дамјан Мирковиќ, работам во БКВ, правиме слајдери, бургери, барска храна. Готвењето ми е прва лига. Како личност е добра, личност на сите помага и кој другар, кој пријател, кој добар е. Најмногу што има научено е татко ми. Урнебесно изгледа кога готви дома. Се пријав во ова шоу да искусам да видам колку сум спремен за надвор од државата. Мексикански рецепт беше нешто ко чипс со месо и млечни производи додадено тоа. Моето потпис јадење би било карбонара. Не, нема никој. Ова котелот изгледа. Ако би бил зачин, може чили пиперка. Има некои мексикански рецепти, така оно што ги измислува, што ги прави. Има шанси да победи, зашто многу го бива за окујната и за све останато.